Принцезата Евгенија и нејзиниот сопруг Джек Брукс Бенг го очекуваат своето трето дете кое треба да се роди ова лето. Бакингемската палата денес ја објави среќната вест, велејќи дека монархот е воодушевен и дека синовите на двојката, 5-годишниот Август и 2-годишниот Ернест, се многу возбудени што ќе добијат брат или сестра. 36-годишната принцеза ја потврди веста на својот Инстаграм профил. Таа објави фотографија од своите синови, Ернест во фудбалски дрес на Челси и Август во сива мајца, како држат слика од ултразвук. Бебето Брукс Бенг пристигнува во 2026 година. Напиша таа во описот, додавајќи црвено срце и бебешко емотикони. Низиното кралско височество, принцезата Евгенија и господин Джек Брукс Бенг, со големо задоволство објавуваат дека го очекуваат своето трето дете, кое треба да се роди ова лето. Август 5-годишна возраст и Ернест 2-годишна возраст се исто така многу возбудени што ќе добијат брат или сестра. Неговото височество кралот е информиран за веста и е воодушевен, се вели во соопштението на палатата. Актерката Камерон Диас и нејзиниот сопруг, музичарот Бенџи Маден, го добија своето трето дете. Гордиот татко ја објави среќната вест за раѓањето на нивниот син Наутус Маден на социјалните мрежи. Во објава на Инстаграм тој напиша: Камерон и јас сме среќни, возбудени и неверојатно благословени што го објавуваме раѓањето на нашето трето дете, Наутус Маден. Добре дојде на светот, сине. Го сакаме животот со нашето семејство, нашите деца се здрави и среќни и сме благодарни за тоа. Се забавуваме одлично и им испраќаме добри желби на сите, напиша Бенџи на Инстаграм во име на семејството Маден, додека Камерон сподели во коментарите серија емотикони во форма на срце. Објавата беше придружена со слика од брод и објаснување на символиката на името на момчето, морнар, навигатор, патник, оној што тргнува на патување и не се плаши од непознатото. Инаку Диас и нејзиниот сопруг, кои се во брак од 2015 година, веќе се родители на ќерката Радекс, родена преку сурогат мајка во 2019 година, наводно по години лекување на неплодност. Тие го имаат и синот Кардинал, роден во март 2024 година. Тони Зен, Маја Саздановска, Пајак и Адриан Гаджа ќе бидат дел од гостите на концертот на Јован Јованов и Елбир Мекич, кој ќе се одржи на 6 јуни во арената Борис Трајковски во Скопје. Од Србија гости ќе бидат Сладжа Делибашич и Џус. Ке има и специјален гостин како изненадување, чие сценско име започнува на буквата В. Настанот е насловен Сензација во бело, а публиката е повикана да го испочитува правилото за облекување и да дојде во бело, со што ќе се создаде уникатна атмосфера во салата, велат организаторите. Попеачите претходно рекоа дека на концертот ќе им дадат шанса на млади танџари да заиграат со нив на сцената. При крајот на април се одржа аудиција за сите кои имаат талент за играње, а имаат над 17 години. Ќе се игра на 2 песни, а танџарите избрани преку аудицијата ќе бидат дел од сценското шоу. Агенцијата за филм поддржува 20 проекти со зголемен буџет од 35 милиони денари. Агенцијата за филм ги објави резултатите од конкурсот за финансирање проекти за организирање домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер за 2026 година. На овогодинешниот конкурс беа поднесени вкупно 34 апликации, од кои по спроведена евалуација поддршка добија 20 проекти. За оваа намена Агенцијата за филм обезбеди вкупен буџет од 35 милиони денари, што представува зголемување во однос на претходната година кога беа издвоени 28 милиони денари. Дополнително за прв пат беше воведен модел на презентација питчинг на проектите, при што апликантите имаа можност директно да ги представат своите концепти и програмски насоки пред стручната комисија со цел поголема транспарентност и квалитет во одлучувањето.